Обичниот човек и проблемите и предизвиците со кои тој се соочува во секојдневното општествено живење. Ова ќе биде во фокусот на 44-тото издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Ванаки, кој ќе се одржи од 23 до 29 септември во Битола. И затоа решивме годинава да се вратиме или да земеме извонредни филмови кои зборуваат за човечки теми, за обични луѓе кои се убави, гледливи и интересни за гледање и во кои вештината на кинематограферот зависи од неговата умешност да ја движи камерата, да ја позиционира и да го користи светлото кое го има на располагање без дополнителната компјутерска технологија, да кажам, со која можете да додадете уште 200.000 војници и така натаму. Втората работа е, се свртивме кон филмови кои се бават со човечки теми и со обични луѓе во свет во кој што ова станува доминантна играчка не само на возрастните, туку и на децата. Филмови кои се бават со суштински екзистенцијални проблеми на начин кој што е гледлив, интересен, занимлив и снимен така да ви го држи вниманието и да можете да го следите и да се поистоветувате со јунаците филмовите. Фестивалот ќе се отвори и ќе се затвори со два македонски филма. Домакинство за почетници на Горан Столевски и Лена и Владимир на Игор Алексов. А објавена беше и целосната селекција на долгометражни играни филмови од програмата Камера 300. Најчесто се трудиме да има филмови кои што нема баш да ги видите во редовните кинорепертуари, туку филмови кои што најверојатно таа ќе биде единствена можност да се видат на овој фестивал. И еве, да не должам, и оваа година 12 филма во главната компетитивна програма. Ќе почнеме од тие докажаните мајстори што ги кажуваме. Тука е најновиот филм на Нури Билге Чејлан за сувите треви. Тоа е мој наслов, не знам преводот официјален како ќе биде, About Dry Grasses. Уште еден филм од докажаните мајстори, тоа е филмот Паднатите лисја, Fallen Leaves на Аки Каурисмаки, во тандем со неговиот редовен кинематограферски соработник Тимо Салминен. Нели, тоа е во неговиот стил, тие пролетерски трагикомедии кои што ги прави за луѓе од маргините, од работничката класа, така што и како приказна, но и како фотографија овој филм заслужува да биде кај нас. Драго ми е што ќе го имаме и победникот на овогодишниот Кански фестивал, Анатомија на едно паѓање. Тоа е одличен еден трилер, судска драма, направен по рецептот на Хичкок. Добитник на специјалната Златна камера 300 за особен придонес за светската филмска уметност годинава е ирскиот кинематографер Шејмас Мекгарви. Тој досега два пати бил номиниран за Оскар за Покаяние во 2007 година и за Ана Каренина во 2012 година. И долги години работи во тандем со Џо Рајт. Тој исто така има и една номинација за Еми и 4 за Бафта. Ни доаѓаат двајца номинирани за Оскар. Едниот е добитник на нашата специјална награда, кој што го најавив минатиот пат. Тоа е, да кажам, нашите награди се специфични. Имаме за животен опус и обично бираме кинематографери кои се постари од 70 години. Зашто се на залезот на кариерата или веќе не работат и сметаме дека би било навредливо на некој кој што е многу уште активен да му дадеме награда за животно дело. Тоа е како да сме го закопале. Од тука таа награда ја доделуваме на возрастни, тоа е Питер Бижу, за оние кои не беа тука минатата година, Оскаровец за Мисисипи Burning, снимал филмови како што се 9,5 недели, Pink Floyd The Wall, Monty Python Life of Brian, значи една лепезана од комедија до Truman Show, Unfaithful, Not Without My In the Name of My Father, во името на татко ми со Даниел Дей-Луис, значи огромни. Работел со Адриан Лин, со Алан Паркер, со Луи Мал, со најголемите имиња на 20-тиот па и на 21-виот век. Режисерски Шејмас Мекгарви е ирец од Обединетото кралство, кој што е веројатно еден од 5 најголеми имиња во светот на кинематограферите денеска. Тој има малку помалку години, затоа не е стасан за наградата за животно дело, и на тие кинематографери кои се подеднакво големи мајстори, а немаат возраст, им ја даваме оваа специјална награда за посебен придонес, која што
би ја заслужиле или животната, ама кој ќе подостарат. И обично така созреваат, па преминуваат во другата категорија кај што за некои десетина години ја добиваат. Тој е 2 пати номиниран за Оскар, нема се уште добиено, ама ќе го препознаете по наслови како што се, ајде да почнем од поп-комерцијалните 50 Shades of Grey, Avengers, Pacific Rim, меѓутоа номиниран е за Оскар за Atonement и за Ана Каренина. И годинава ќе има програма за кратки филмови, документарна и студентска програма, чии селектори се Марија Апчевска, Кумјана Николова и Ѓорги Пулевски. Многу ми е чест што имаме повторно македонски филм кој што ќе има својата премиера на нашиот фестивал, и тоа е филмот Мавера на режисерот Батухан Ибраими и директор на фотографија Стефан Ѓоргиевски. Тоа се наши млади колеги од кои што допрва ќе гледаме многу и ќе слушаме многу, така што Манаки продолжува, се надевам, со нашата традиција која што ја негуваме да прикажеме, како што кажа и Слаѓан, имиња на веќе докажани мајстори, но и секако да негуваме и да дадеме простор на младите таленти од нашите млади таленти и секако и од странство. Годинава од 10 краткометражни филмови во компетиција ќе имаме за сега потврдени 6 гости и се надевам дека таа бројка ќе достигне нели 10, односно сите 10 директори на фотографија ќе бидат со нас за време на фестивалот. Оваа година по прв пат отворивме повик за филмови и на наши изненадување добивме огромен број на пријави, така што речиси 75% или 3/4 од насловите кои што влегоа во финалната селекција се селектирани од пријавите кои што ни пристигнаа. Ова зборува за големиот интерес за Манаки од врвни документаристи и документаристки и за важноста во регионот да се представат нивните остварувања токму на Манаки. Доделуваме награда за најдобра документарна камера и за краток документарен филм и за долгометражен. Од 12 филмови имаме 5 кратки и 7 долгометражни. И да се надоврзам на податокот кој што го издвои Марија во однос на родната поделеност, бидејќи документаристиката секогаш некако прва ги отвара вратите во новото и во социјално храброто. На документарна имаме повеќе филмови режирани од жени отколку од мажи. 7 филмови се режирани од жени авторки. Ни представува чест и задоволство што ова година ќе гледаме филмови од студентите на престижни академски институции како Мадрид Film School, Лондон Film School, Универзитетот за музика и изведувачки уметности во Виена, Филмската и аудиовизуелна школа на Каталонија, Универзитетот за ТВ и филм во Минхен, и за прв пат ни гостува Центарот за експериментална кинематографија од Рим, кој представува најстара европска школа во Западна Европа и го даде овогодинешниот победник на студентската програма на Кан. Понатаму од регионот ги имаме студентите од вообичаените осомничени колоквијално кажано, како што се академиите од ФАМ од Прага, Лочик Данс од Полска и Филмскиот универзитет во Букурешт, кои имаат изграден свој филмски јазик и кој е препознат и признаен во светски рамки. Секогаш имаме во студентската програма еден представник од Македонија, имаме еден домашен филм од универзитетот во Тетово. Покрај Мекгарви, лауреати на 44-тото издание на Браќа Манаки се и оскаровецот Питер Бижу и актерката и продуцентка Лабина Митевска.